ден, се наоѓаме во прекрасната Македонија, во главниот град на Македонија, Скопје. Јас доаѓам од Австралија да си ја посетам мојата татковина, мојата света земја, која и мојот македонски народ, кој во бурните времиња пред да дојде Исус Христос учествуваше во планот за спасението на човештвото заедно со еврејскиот народ. Но при самиот почеток треба да се напомене дека ние поради премрежјата политички и било какви други економски во кои ние бевме на еден начин да речеме како жртва во која треба да излеземе како победници, треба да направиме еден осврт или да кажеме како можеме повторно да се вратиме во оние славни времиња и да ја обновиме нашата култура, нашата земја, ние самите како нација и нашиот идентитет како нација и нашиот духовен идентитет во Исуса Христа. Сето тоа е можно затоа што Бог јас ги создал македонците како одбран народ, Христов народ. Можеме да кажеме дека евреите се одбраниот народ на Отецот, додека ние македонците сме одбраниот народ на Исуса Христа. Значи, кога веќе тој не одбра како свој народ, значи дека нема никогаш да не напушти, значи дека ние сме се уште негови синови и ќерки, и тоа значи, како што и Евангелието по Јована вели, дека ние ќе бидеме оние кои што ќе бидеме дигнати при второто доаѓање на Исуса Христа. Но пред да се случи тоа, ние мораме да направиме некои работи, затоа што тоа нема да се случи по автоматизам. Ние треба нашиот дух како ќерки и синови Божји, треба ние да го направиме нашиот дел. Да го направиме тој дел, треба повторно да се обедини околу Христа нашата нација, а може да се обедини само на еден начин. Да се почетокот е да се родиме духовно. Значи, прво да ја добиеме духовната слобода и после тоа духовното, затоа што има импакт на материјалното, ќе се обистини, оживотвори пророштвото кое го има во Библијата. Денеска мислам дека ќе биде интересна тема ако почнеме токму со ова првично нешто кое што мораме да го разбереме или да го препознаеме. Значи, за да го разбереме и да препознаеме не е многу тешко, и тоа се случува спонтано, но Бог сака спонтаност, но сака и посветеност. Затоа ние треба да се наблюдуваме самите себе си, кога сме спремни за тоа духовно раѓање. Патиштата на Господ Бог се чудесни, но се таинствени, и морам да напоменам дека се логични, иако тоа е логика која е спротивна од онаа световната. Значи, духовната е спротивна од световната, за кое што ќе кажеме нешто
во оваа емисија. Јас ќе ве водам низ овие патеки денеска, а моето име е Слободан Биневски. Нашата приказна за така наречена приказна, нели, за духовното раѓање. Ќе почнеме со исто еден повед. Зошто е потребно јас да зборам за тоа, а не, например, ова да се оди и да се слушне во црква. Нашите православни македонски цркви едноставно тоа не им е во програмата која треба да им ја кажуваат на верниците при службите што ги одржуваат. Причината за тоа е што, како што напомена во првиот дел, духовното раѓање се остварува спонтано. Како што исто така спомнав, Бог ја сака спонтаноста, но ја сака и посветеноста. Посветеноста доаѓа од длабокото убедување во нештото. Ако ние немаме длабоко убедување дека само Бог може да не спаси, тогаш ништо нема ни да се случи. Ако не се родиме повторно, нема да има духовен живот. Практично Исус Христос доаѓа и вели, кога доаѓа вели, јас доаѓам да имате живот, и тоа живот во изобилство. Значи, прво тој доаѓа да ни го даде животот Зои. Зои е македонски збор, античко-македонски збор од нашиот заеднички македонски којне јазик, што означува живот. Но овој живот не е обичен световен живот, туку е животот кој што го води Бог. Во овој живот не можете да бидете повредени, не можете да бидете болни, не можете да не бидете успешни во животот, напредни, секогаш ќе бидете во благосостојба и така натаму. Значи, тоа е сосема спротивно од световниот живот. Духовниот живот е сосема спротивно од световниот живот и затоа велиме дека христијанството е живот во одмор. Живот во одмор значи накратко ова. Во Стариот Завет ние треба да направиме нешто па да бидеме благословени. Во Новиот Завет, нашиот Христовиот Завет, ние сме веќе благословени и сега треба да излеземе надвор и да бидеме она што сме. А она што сме е изворниот идентитет во Христа, значи Христовиот идентитет е наш идентитет. Како? Сега Христовиот идентитет да биде наш, па ние сме направени по Божиот лик и образ. Знам дека е малку неразбирливо, затоа вака можеме да го разбереме поубаво. Образот е етика, а ликот е функција. Значи, ние во овој свет овде на планетата Земја ја имаме функцијата и етиката Божја. Онаа етика што е симната од Царството Божје. Значи, да биде волјата Твоја, да биде Царството Твое како на небото, така и на земјата, тоа е тоа. Ние сме оние представници, ние сме оние представници на Бога овде доле на земјата. Значи, Исус Христос дојде да го спаси човештвото, но не го спаси за сите луѓе, го спаси само за неговата црква. А неговата црква е ова. Треба да разграничиме многу работи. Значи, прво треба да разграничиме дека сегашната црква е институција. Вистинската црква
е телото Христово. Тоа сме сите ние верниците, оние што сме во Христа. Значи, иако во храмовите сега, ова е третото, храмот е црква, но храмот по себе не е црква, храмот е собиралиште каде што Светиот Дух престојува, затоа што очекува таму да дојдат неговите верници. Но ако не дојде никој, не е црква. Пак црквата е таму, вели Господ, каде што се двајца, таму сум и јас, тоа е црквата. Затоа велам дека значи ова што сега ќе го зборуваме не им е во не име на свештениците наредено да се зборува и не е во контекст на тоа тие што зборуваат. Контекстот во кој тие што зборуваат е повеќе морален. Моралните поуки не се лоши, значи да не ме разберете погрешно, не сум против црквата, јас сум православен македонец. Сакам да кажам дека ние верниците и самиот Бог очекува ние верниците меѓу себе да ги поделуваме своите духовни искуства. Не е доволно само да ги собираме од Библијата поуките кои што ќе ни зборат за еден начин на живот, на правила, да ги претвориме во правила. Ако ги претвориме во правила, тоа веќе не е верба, тоа е религија. Значи, следењето на правило пишано е религија, додека живиот однос со Бога е вербата или верата. Сега, значи, за да имаме личен однос со Бога, за да, ако нешто, можам вака да кажам, не беше Христос човек, Бог и човек, тој е целосно човек, целосно Бог, не беше човек што мразеше нешто, но ако нешто може да се каже дека тој мразел, тоа е религијата. Тој дојде да ја расшири верата. Тој се очовечи за да дојде ние да направиме личен однос со него овде на земјата. А после неговата смрт тоа да продолжи на небото. Светиот Дух што ни го прати, тој го има задолжението да не учи како да го славиме Исуса Христа, како да го гледаме Него, значи како да ги гледаме деловите на тој идентитет во Христа што ние треба да го примиме, гледајќи ги тие делови од Христа, идентитетот. Светиот Дух без напор од наша страна, Светиот Дух, значи со силата Божја, не трансформира во самиот лик Божји, самиот лик на Бога Исуса Христа. Кога ние се трансформираме така, стапка по стапка, почнува Исус Христос да светли од нас. И така ние стануваме на еден начин, тоа значи да се биде во Исуса Христа. Тоа значи да се биде верник, тоа значи да се биде во заедништво со Бога. А ние сме дизајнирани, така да речам, да функционираме само со Бога. Значи, Бог да ги врши работите за нас, ние да се одмараме во неговата дарежливост. Според сето ова што може да се слушне, сме обликувани, ние сме, да речам така, дизајнирани да делуваме заедно со Бога. И нашето заедништво со Бога е, нели, со тројството, збориме, Отецот, Синот и Светиот Дух, е основната работа што мора да ја направиме, а тоа подразбира како прво и основно духовно раѓање. Значи, Стариот Завет, да направиме, мораме и разлика меѓу Стариот Завет и Новиот Завет, а не да ги мешаме.
никако да ги мешаме. И разликата ќе ја направам вака, значи во Стариот Завет треба човекот нешто да направи за да биде благословен. Новиот Завет, кога сме ние веќе во Христа, кога сме поверувале дека Исус Христос е наш Бог и Спасител, дека се воскреснал и дека се вознел на небото, тогаш значи тој е нашиот Спасител и Бог, го примаме во своето срце. И ако го помолиме Отецот да ни го прати Светиот Дух во нас да биде наш учител и помагател, тогаш ние веќе вртиме една нова страница во нашиот живот и почнуваме со помош на откровение од Светиот Дух да го формираме својот идентитет во изворен идентитет во Христа. Од сето ова што беше досега кажано, ќе напоменам дека сето ова што го зборувам всушност не го зборувам затоа што сум го читал од некаде, некои други ми го кажале, или пак сум го слушнал, од проста причина што не милувам така да зборувам. Се што кажувам од своје искуство, затоа што сакам да го пренесам она што е вистината. Меѓу другото, значи, христијанството е трага по тражење на вистината. А самата вистина е Христос. Словото Божје е Истос, Христос. Дарежливоста, името на дарежливоста си има име, како и сите други работи. Се нарекува Христос. Така да и освен тоа сакам да кажам дека секое духовно раѓање, како што напоменав, се случува спонтано, но се случува и во различни околности и на различен начин. Ние овде ќе ги разгледаме главните делови или ќе подсетиме на нив за да може некој што веќе е духовно роден да препознае дека е духовно роден, затоа што ако не е сигурен дека е духовно роден, дека е праведник, тогаш ни самиот дух не може понатаму да работи со него. Значи, зборот е во тоа што духовното раѓање е она што е почетната точка на нашиот пат кон, да речам така, оживотворување на сето она, на сета завршена работа што Христос ја направи на крстот. Не треба ние ништо посебно да правиме, треба да уживаме во неговата победа. За сега ќе се задржиме само до раѓањето, другото ќе биде тема можеби на некои други разговори. Во ова е најбитно да се каже ова. Како, на кој начин Бог не наведува да се родиме духовно. Значи, тој нас ни остава ние со слободна волја да му придеме. Но има нешто тука за кое многумина не се свесни. А тоа е ова. Ние, сакале или не да прифатиме, ние се наоѓаме во духовна војна. Духовна војна. Што е духовна војна? Ние го имаме нечестивиот, кој што сака да ни уништи.
И го имаме од друга страна Бога кој што сака да не спаси. Ако не разбереме и ако не сватиме сериозно дека сме во духовна војна, нема да разбереме ништо од она што ни се случува во животот. Значи нема да знаеме зошто доаѓа, од каде доаѓа, кон што води. Со други зборови, оние кои што не се свесни и го водат световниот живот, прават некои, како да кажам, може своји лични филозофии, проекции на животот, размислувања. И сум приметил дека многу, поготово млади луѓе, мислат на световен начин. Животот е и добар и лош. И сега си самите почнуваат да веруваат во тоа и си викаат, сега ми се случи добра работа, сега мора да ми се случи негова лоша работа. Со тоа го повикуваат проклетството. Значи, и што се случува во животот, истото ова и јас сум го доживувал како млад човек. Што се случува во животот? Ќе се случи една работа добра, ќе се случи една работа лоша. После тоа, ќе почне да се случи уште една работа добра, но ќе се случат две работи лоши. Па ќе се случи една работа добра, па ќе се случат три, една работа добра, ќе се случат 100 работи лоши и ние веќе почнуваме да паѓаме во депресија. Во моментот кога сме на дното, кога горе е високо, доле е длабоко, гледаме дека не постои човек, дури најблиските, што може да ни помогне. Дека многумина од нас дошле до потполна пропаст и финансиска, и здравствена, психолошка, духовна, веќе да не збориме оние кои не се ни родени и така натаму. Значи, веќе нема каде да одиме и не ни останува ништо друго, освен по некоја инерција што сме слушале од некаде да му се обратиме на Бога.